Пред неколку години доживеав тешка сообраќајна несреќа. Враќајќи се од работа, кола која возеше во спротивната насока од мене, наеднаш нагло сврта и удри директно во мене. Потоа дупка во мојата меморија. Не се сеќавам на ништо. Следно што се сеќавам се светлата во болницата кои беа премногу бели, премногу остри, како да сакаа да ми ги изгорат очите наместо да ми помогнат. Потоа ништо. Не почувствував болка кога умрев. Тоа е првото нешто што ме изненади. Имаше болка пред тоа, многу болка. Металниот вкус во устата, тежината во градите, звукот на речи и глас што викаше мое име како да доаѓа од дното на бунар. И потоа, јас. Не во телото. Не го сватив тоа веднаш, туку како што човек сваќа дека сонува, со задоцнување, со чудна празнина во стомакот. Лебдев некаде над креветот, го гледав сопственото тело. Бледо, отворени усни. Градите не се движеа. Луѓе во зелени мантили трчаа околу него. Еден рече, гугови ме. Друг, подготви дефибрилатор. Трет, сега. Телото ми се затресе под ударот на струјата. Јас не. Сватив дека сум одвоен од тоа што лежи долу како отврлена облека. И потоа го слушнав звукот. Долг, непрекинат писок на апаратот. Време на смрт, почна некој да зборува. И токму тогаш, подот исчезна. Не паднав. Светот едноставно се тргна. Се околу мене се стемни, ама не како кога ќе изгаснеш светот, току како кога ќе затвориш очи во просторија што никогаш не си ја видел. Немаш чувство дека си во темнина. Имаш чувство дека си во нешто што се уште нема име. И потоа се појави пат. Не беше направен од камен, ниту од земја. Изгледаше како од светлина што не свети. Чудно, но сепак некако знаев каде треба да се движам. Под нозете, ако воопшто имав нозе, чувствував нешто како тивок отпор, како да чекорам по мисла, не по материја. Напред, нагло, зад мене, ништо. И тогаш слушнав глас. Не однадвор, однатре. Не се плаши, веќе не можеш да умреш. Се свртев, или помислив дека се свртувам, и го видов. Фигура во темна облека, ама не црна. Повеќе како сенка што има форма, но не и тежина. Лицото не му беше страшно, не беше ни убаво, беше некако неутрално. Како лице на некој што видел премногу за да има мислење. Кој си ти? Прашав. Устата не ми се отвори, само така испуштив глас. Водич, рече, преведувач. Некој велат ангел, некој слуга. Има и такви што ме нарекуваат чувар на правот. Умрев ли? Прашав. Да, клинички да. Конечно, се уште не. Погледнав назад, но таму немаше болница. Немаше земја, немаше ништо што можев да го наречам таму од каде што дојдов. Каде сум, го прашав. Меѓу доброто и лошото, рече. Меѓу пресуди. Меѓу приказни што луѓето се и кажуваат и вистината што не сакаат да ја слушнат. Патот почна да се менува. Маглата пред нас се раздели на две. Од левата страна светлина. Не заслепувачка, топла, длабока, како да гледаш во спомен од детството што си го заборавил, ама телото го памети. Од десната страна темнина, ама не празна, густа, тешка, како воздух што е премногу стар за да се диша. Дали ова е рајот и пеколот? Прашав. Водичот не одговори веднаш. Луѓето сакаат едноставни зборови, рече. Овие места не се едноставни. Почнавме да одиме кон средината. Ќе одам ли во едното од нив? Прашав. Тој застана и ме погледна, така што за прв пат почувствував нешто што личеше на страв. Не во него, туку во самиот простор околу нас. Прво рече, ќе бидеш виден. Од кого? Патот пред нас се отвори во огромна, бескрајна рамнина од светлината и сенка испреплетена како корени од земја. Од оној што не суди како човек, рече, и од оној што не лаже како Бог. Се стресов. Ѓаволот? Прошепотив. И од него, рече водичот. А Бог? Запрашав. И од него, ми одговори. Во далечината видов две силуети.
Едната, светлина што не можеш да ја гледаш директно, а другата, темнина што те тера да не сакаш да се свртиш кон неа. А помеѓу нив, нешто како трон. И знаев, без никој да ми каже, дека таму ќе ја слушнам приказната на мојот живот, како што никогаш не сум си ја раскажал себе си. Не ме водеа со рака, не ме туркаа, само просторот околу мене се менуваше така што на крајот сватив дека сум стигнал. Стоев на нешто што личеше на под, ама немаше текстура. Не беше камен, не беше облак. Беше како замрзната светлина. Под нозете, ако се уште имав нозе, се гледаа сенки што не припаѓаа на ништо што стои над нив. Пред мене трон, не златен, не украсен, не свет. Тронот на Господ е од чиста светлина. Не фрла сенка, не му треба простор. Просторот постои поради него. Околу него владее длабока тишина. Тишината не плаши, таа смирува. Нема украси, нема потреба од нив. Се што е таму е вистинито. Кога ќе застанеш пред него, се чувствуваш виден, не осуден, туку разоткриен. Светлината не пече, таа прочистува. И ништо лажно не може да остане. И над него не можам да кажам дека седеше Бог. Зборот седеше према. Таму имаше присуство. Светлина што не пече, туку те отвара однатре. Не можеше да го гледаш директно, не затоа што те заслепува, туку затоа што чувствуваш дека ако го видиш целосно, ќе престанеш да видиш нешто што може да се нарече јас. Од другата страна, сенка. Необична сенка. Сенка што имаше длабочина, како бездна што научила да носи облик. И од неа излегуваше чувство. Не на омраза, туку на совршена равнодушност. Како некој што гледал толку многу пропасти, што веќе не се возбудува кога ќе види уште една. Тоа ли е ѓаволот? Прошепотив. Водичот стоеше покрај мене. Тоа е оној што ги знае сите изговори, рече. И оној кој никогаш не мора да лаже. Пред тронот, во воздухот се појави нешто. Книга. Голема, тешка, без наслов. Страниците не беа од хартија, туку од нешто што личеше на тенка, жива светлина. И се вртеа сами. Тоа е твојот живот, рече водичот, ама не како што го паметиш. Првата страница се отвори. И јас не прочитав. Јас влегов. Одеднаш бев дете. Стоев во дворот на старата куќа. Го чувствувам мирисот на прашина и лето. Го слушнав гласот на мајка ми како ме вика да влезам внатре. Се беше исто, освен едно. Се гледав себе си. Мал, слаб, како турка едно дете. Како му ја одзема играчката, како се смее. Ова е ситница, реков. Сите деца. Глас од светлината на тронот. Не глас како звук, туку е повистина што ти се става во градите. Погледни повтор. И тогаш не бев јас детето што турка. Бев детето што падна. Го почувствував срамот. Го почувствував печењето во очите. Го почувствував моментот кога сакаш да плачеш, ама се плашиш да не те исмеваат уште повеќе. Сликата се смени. Бев тинејџер. Првата лага што ја кажав за да се спасам. Првиот пат кога обвинувам друг за нешто што јас го направив. Не беше ништо страшно, реков. Никој не умре поради тоа. Сенката од десната страна, ѓаволот, се насмевна. Секогаш ми се допаѓа кога луѓето мерат зло со трупови, рече. Толку практично, толку човечки. Сцените на брзина се менуваа. Го видов секој пат што сум го молчал. А требало да зборувам. Секој пат кога сум зборувал, а требало да молчам. Секој пат кога сум поминал покрај нечија болка, како покрај кал, што не сакаш да ти ги изволка чевлите. Ова не е фер, реков. Никој не живее совршен. Светлината не одговори. Ѓаволот пак се навали малку напред. Точно, рече. Затоа повеќето од вас доаѓаат кај мене. Не затоа што сте чудовишта, туку затоа што сте опуштени. Страниците се вртеа побрзо. Ги видов и добрите работи. Моментот кога му помогнав на странец. Кога останав со некого што плачеше. Кога избрав потешко, ама поправедно. И за момент почувствував надеж.
Тогаш книгата застана на една страница што не сакав да ја видам. Ноќ, болница, некој кревет покрај мојот. Лице што го сакам. Јас стојам до него и си одам, затоа што не можам повеќе. И одеднаш не бев јас. Бев тој што остана. Го почувствував стравот, осаменоста, мислата, значи вака е да не бидеш доволен некој да остане. Паднав на колена. Доста, прошепотив. Разбрав. Тогаш конечно светлината проговори повторно. Судењето не е за да дознаеме што си направил. Тогаш зашто е? Прашав. За да дознаеш кој си бил кога си мислил дека никој не гледа. Ѓаволот се насмеа тивко. И за да видиме каде се чувствуваш попријатно кога вистината е на виделина, додаде. Книгата се затвори. Пред мене се појавија две патеки. Едната кон светлината што мирисаше на мир и тишина, а другата кон темнината што пулсираше како срце што никогаш не спие. Сега ли бирам? Прашав со суво грло. Водичот ме погледна тажно. Не уште, рече. Прво, мора да ги видиш. Не ме водеа надолу. Пеколот не беше под ништо. Едноставно, светлината од левата страна се повлече, како сонце кога ќе се скрие за густи темни облаци. И јас останав во просторот што почна да тежи. Не на телото, на мислите. Воздухот стана густ, како да е направен од зборови што никогаш не си ги изговорил. Ќе има ли оган? Прашав. Ѓаволот одеше покрај мене. Или сенката што го носеше неговото присуство. Има и оган, рече рамнодушно. Луѓето го сакаат, им помага да замислат дека страдаат од нешто надворешно. А вистината? Тој се насмевна. Ама не подбивно, повеќе уморно. Вистина е дека повеќето од вас не може да си признаат дека страдаат од самите себе или од оно што го носат во себе. Просторот околу нас се претвори во град. Исти улици, исти куќи, исти продавници. Ова личи на мојот град, му реков. Поминавме покрај луѓе. Одеа, седеа, разговараа, ама нешто беше некако погрешно. Секој разговор беше расправија што никогаш не завршува. Секој поглед беше полн со нешто што не се изговорило на време. Секој чекор беше како да одиш кон нешто што знаеш дека ќе те разочара. И сепак одиш. Каде се ѓаволите? Каде се мачењата? Го прашав. Ѓаволот покажа кон еден маж што седеше на клупа и гледаше во празно. Го препознав. Беше мој поранешен пријател. Оној што го изневерив за пари. Оној на кого никогаш не му се извинив. Се доближив. Еј, му реков. Тој ја крена главата, очите му беа живи, премногу живи. Секогаш доаѓаш доцна, ми рече. Одеднаш, не бев јас тој што стои пред него. Бев тој. Го почувствував предавството, го почувствував бесот, го почувствував моментот кога сакаш да удриш, кога сакаш да осветиш за оно што ти е направено. Потоа, сликата се смени. Бев жена што чека повик што никогаш не доаѓа. Бев татко што сваќа дека го изгубил синот пред да го изгуби физички. Бев човек што си вели утре, додека утре не престане да постои. Ова е тортура, прошепотив. Не, рече ѓаволот. Ова е реприза. Бескрајна, без пауза, без можност да си кажеш дека било недоразбирање. Го видов и огнот. Имаше места каде што земјата пукаше и од неа излегуваше пламен. Луѓе стоеа околу него, ама не вреска. Само гледаа. Зошто не бега, прашав. Затоа што мислат дека го заслужуваат, ми рече тој. И тоа е клучот. Застана и ме погледна право. Никој не е заклучен тука. Вратите се отворени, ама за да излезеш, мораш да престанеш да се лажеш за тоа кој си бил. Го почувствував тоа како удар. А ретко кој сака? Прашав. Се насмеуна. Никој не сака да се откаже од својата омилена приказна, дури и кога таа приказна го уништува. Во далечината видов нешто како павата од сенки. Што е тоа? Прашав. Моето работно место, рече со иронија. Таму ги примам оние што сакаат да преговараат. Преговараат за што? За виното, ми рече тој. Луѓето обожаваат да измислуваат изговори за да ја намалат својата вина. Се свртев назад, патеката кон светлината се уште постоеше.
тенка, далечна, ама видлива. Не мораш да останеш, рече ѓаволот. Ти се уште не си мој. А што треба за да бидам? Прашав Тивко. Тој ми се доближи и прошепоти. Само да одлучиш дека никогаш не си бил ништо повеќе од своите најлоши моменти. И за прв пат сватив зошто ова место е полно. Потоа се свртев и полека тргнав кон светлината. Патот кон светлината не беше пат. Беше чувство дека нешто во мене се олеснува, а нешто друго станува потешко. Како да оставам товар, ама истовремено да морам да ја носам сопствената кожа без никаква заштита. Светлината не ме заслепи, ме разоткри. Еднаш бев на место што не можам да го наречам пейсаж. Имаше дрвја, ама не фрлаа сенки. Имаше вода, ама не се одразуваше. Имаше луѓе, ама не се крија за ништо. Секој што го видов беше целосен. Не совршен, целосен. Ги видов нивните стравови, и тие не се крија. Ги видов нивните грешки, и тие не бега од нив. Ги видов нивните радости, и тие не се плаша да ги споделат. Ова е убаво, прошепотив. Водачот стоеше до мене. Ова е вистинито, рече тој. Убавината е само последица. Ми прииде жена што ја препознав. Некој што го изгубив пред години. Ја паметам како кревка. Овде беше силна, ама не на начин што плаши, на начин што смирува. Се плашев дека нема да дојдеш, ми рече. Се уште не сум сигурен дека сум тука, ми одговорив. Таа се насмевна. Никој не е тука затоа што е сигурен, рече, туку затоа што конечно престанал да бега. Поминавме покрај места што изгледаа како спомени што не болат. Луѓе зборува, се смееше, се плачеше, ама не од очај, туку од олеснување. А каде е Бог? Прашав. Водичот покажа кон нешто што не беше место. Светлината таму беше погуста, потивка, како океан што не бучи, ама знаеш дека е бескрајен. Не одиш кај него, рече, се приближуваш до вистината за себе. И ако можеш да ја издржиш, тогаш си веќе блиску до него. Се приближив и почнав да го чувствувам тоа. Секој момент кога сум сакал, ама сум се плашал. Секој момент кога сум можел да простам, ама сум избрал гордост. Секој момент кога сум бил подобар и кога сум бил помал. Се беше тука и никој не ме осудуваше. И тоа беше пострашно од било каков суд. Зошто? Прошепотив. Зошто никој не ми кажува што сум направил погрешно? Водечот ме погледна нежно. Затоа што овде не се учи преку вина, рече. Овде се учи преку јасно гледање. Во далечината почувствував присуство. Не форма, не глас. Нешто што те знае подобро отколку што ти се знаеш себе си. И сепак те прима без да преговара. Паднав на колена, не од страв, од тежина што конечно ја пушташ. Можам ли да останам? Прашав Тивко. Тогаш за прв пат светлината проговори, не со звук, туку со мисла што ми ја исполни целата свест. Можеш, кога ќе можеш да живееш со се што си бил, без да избришеш ништо. И тогаш се исчезна. Светлината, местото, луѓето. Се вратив на рамнината меѓу двете страни, пред тронот. Со ѓаволот од едната страна, со Бога некаде што не можеш да го покажеш со прст од другата. Виде, рече водичот, сега ќе одлучиш. Јас, прашава паника, мислев дека тој ќе одлучи. Ѓаволот само се насмена. Секогаш ви одлучувате. Само сакате некој друг да ја носи вината. Светлината не рече ништо. Ама јас ја почувствував. Чекаше. Просторот меѓу светлината и сенката не беше празен. Беше тивок на начин што те тера да ги слушаш сопствените мисли како чекори по камен. Немаше под, немаше небо. Само чувство дека стоиш на нешто што постои само додека веруваш дека стои. Ѓаволот стоеше на неколку чекори од мене. Сега не беше сенка. Имаше облик. Човечки. Премногу човечки. Лице што би го сретнал во автобус. Глас што би го слушнал на пазар. Нешто во него не личеше на чудовиште. И тоа беше најлошото. Не изгледаш изненаден, рече.
После што видов, не знам што би требало да ме изненади, одговорив. Се насмевна малку. Добро, тогаш можеме да зборуваме како двајца што разбираат како функционира светот. Ти не го создаде светот, реков. Не, ама го научив да ги користи туѓите слабости. Се прошета околу мене како некој што разгледува слика што веќе ја купил. Го виде пеколот, ми рече, и го виде рајот. Кажи ми, кој од нив повеќе те исплаши? Не одговори веднаш, и тоа беше одговорот. Се насмевна пошироко. Луѓето се плашат од казна, продолжи тој. Ама уште повеќе се плашат од тоа да бидат целосно видени. Што сакаш? Прашав директно. Ништо што веќе не го сакаш и ти, рече мирно. Мир, одмор, да не мораш повеќе да се објаснуваш. И која е цената за тоа? Да прифатиш дека си тоа што си и дека тоа е доволно. Звучеше премногу лесно. Тоа е лага, реков. Тој климна со главата. Секако дека е, ама е удобна лага. И луѓето ја сакаат удобноста повеќе од вистината. Се доближи и ми зборуваше тивко, како пријател што ти кажува тајна. Знаеш што е најтешко во рајот? Не е светлината, не е присуството на Бог, туку тоа што таму нема скривалишта. Нема ама, нема тогаш бев млад, нема не знаев подобро. А кај тебе? Прашав. Кај мене, се насмевна. Кај мене сите имаат објаснување и сите се во право. За секогаш. Го почувствував искушението како топлина во градите. Да не морам повеќе да се соочувам, да не морам да се менувам, да не морам да носам тежина на што ако. Што добиваш ти од тоа, прашав. Јас, рече, и слегна со раменици. Јас само собирам приказни што никогаш не сакале да имаат крај. Во далечината ја почувствував светлината. Не притискаше, не викаше. Само беше таму. И што ако одбијам? Прашав. Ѓаволот ме погледна со нешто што личеше на искрено сожалување. Тогаш ќе мораш да живееш со целата вистина за себе и да дозволиш таа да те промени. Тоа е многу потешко отколку да гориш. Молчев долго. Знаеш, додаде, Бог не те присилува, јас не те лажам. И двајцата само чекаме да кажеш што навистина сакаш. Го погледнав. А ако сакам уште една шанса, прашав тивко, неговата насмевка се стесни. Тоа е најопасната желба од сите. Светлината не дојде како блесок, не се отвори небото, не затрепери земјата. Едноставно се стана потивко. Толку тивко, што дури и моите мисли звучеа како да пречат. Ѓаволот се повлече чекор назад. Не од страв, туку од почит што не сакаше да ја признае. И тогаш почувствував присуство. Не пред мене, не зад мене, не околу мене, во мене. Како некој да ја отвори секоја врата што сум ја заклучил со години. Секоја фиока со спомени што сум ги туркал под тепих. Секоја мисла што сум ја разубавувал за да можам да спијам навечер. Немаше лик, немаше глас што доаѓа од надвор. Имаше мисла што не беше моја. И ме знаеше подобро отколку што јас се знаев себе си. Што мислиш дека заслужуваш? Тоа беше се. Никаква проповед, никаква закана, никакво објаснување, само едно прашање. И одеднаш, повеќе не бев во тој простор. Бев во мојот живот. Ги видов сите моменти кога сум направил добро. И како сум си нашол начин да си кажам дека тоа не било ништо посебно. Ги видов сите моменти кога сум направил зло. И како сум си нашол причини зошто немав избор. Ги видов сите луѓе што сум ги сакал. И сите што сум ги користил. И сите оние што сум ги измешал воедно, за да не морам да признаам разлика. Прашањето повторно се појави. Тивко, но неизбежно. Што мислиш дека заслужуваш? Сакав да кажам рај. Звучи убаво. Звучи како надеж. Звучи како крај што сите го сакаат. Ама зборот ми се заглави.
затоа што ја видов и другата страна. Ги видов лицата што сум ги разочарал, ги видов шансите што сум ги убил од страв. Ги видов моментите што сум знаел што е правилно и што сум избрал полесно. Сакав да кажам пеко, ама и тоа беше лага. Затоа што не бев само моите најлоши постапки. Го почувствував присуството како чека. Не нервозно, не со осуда, трпеливо. Како некој што веќе го знае одговорот. Ама сака јас да го изговарам. Не знам, прошепотив конечно. И просторот не се сруши, не се смени, ама јас се сменив. Тоа е првиот искрен одговор што си го дал без да се браниш. Почувствував како нешто тешко се одлепува од мене. Не вина, не страв, претварање. Ти не си тука за да добиеш тоа што мислиш дека го заслужуваш, продолжи присуството. Ти си тука за да видиш што си станал и дали сакаш тоа да остане така. Ѓаволот не рече ништо, само ме гледаше. И за прв пат во неговите очи видов нешто како загриженост. Постои пат назад, рече присуството. Не како награда, не како бришење, туку како шанс. Срцето, ако се уште може да го наречам така, ме стегна. Назад, прашав, во животот, во недовршениот дел од тебе. Додаде Бог. А што ако пак сгрешам? Тогаш пак ќе учиш. Прашањето не е дали ќе паднеш. Прашањето е дали сакаш да станеш. Светлината не ме влечеше, не ме туркаше, само ја држеше вратата отворена. Ѓаволот воздивна тивко. Ги мразам тие врати, рече. Ги прават луѓето комплицирани. Го погледнав, потоа погледнав во светлината. Не реков да, не реков ниту не. Само направив чекор. И тоа беше доволно. Светлината не ме проголта, не ме утеши, не ме избриша, ме пушти. Се се преврте како да некоја сврте мојата свест наопаку и ја истори назад во тело што не беше сигурно дали ме сака. Прво дојде студот, потоа тешината, потоа болката, тупа, широка, како да ми е целото тело една голема модринка. Слушнав гласови, далечни, искривени, како да доаѓаа низ вода. Има пулс, брзо, кислород, се враќа, се враќа. Зборот звучеше чудно, како да сум бил некаде каде што назад не постои. Очите ми се отворија од мак. Светлината беше премногу силна, но не онаа што ја видов таму. Оваа беше груба, болничка, ладна. Таван. Мирис на средство за дезинфекција. И лице над мене, заматено, ама загрижено. Не мрдај. Се ќе биде во ред. Сакав да прашам кој е се, ама устата не ми се покоруваше. Деновите поминаа како магла. Лекари, игли, монитори што пиштот, луѓе што ми зборуваа како да сум направен од стакло. Имавте клиничка смрт, ми рече еден доктор. Неколку минути, ама среќа се вративте. Среќа. Го свртев погледот кон прозорецот. Надвор имаше дрво, ветар, обичен свет. Во мене имаше премногу тишина. Ноќа не спиев. Кога ќе ги затворев очите, ќе го видев градот на пеколот. Ќе ја почувствував светлината од рајот. Ќе го слушнав прашањето. Што мислиш дека заслужуваш? И секогаш одговорот беше ист. Не знам, ама сакам да бидам подобар од колку што бев. Една ноќ се разбудив со чувство дека не сум сам. Не како халуцинација, како спомен што не сака да замине. Не мисли дека си завршил со нас, рече познат глас во мојата глава. Ѓаволот. Не мислам, прошепотив. Добро, рече тој. Најинтересните приказни секогаш се оние во кои јунакот има избор. И сепак греши понекогаш. Тишина. Потоа другото присуство. Не глас, не лик, само чувство на простор што не те глуши. Не си сам, дојде мислата. Ама нема да те носам јас. Го сватив тоа. Никој нема да ме турка кон добро. Никој нема да ме чува од самиот себе. Станувањето од креветот следниот ден ми беше потешко од умирањето.
Затоа што сега знаев. Секој ден е мал суд. Секој избор е мал чекор кон светлината. Или кон удобна лага. И нема публика, нема аплауз, нема драматична музика. Само јас и она што ќе одлучам да видам. Поминаа години, не оние од приказните, каде што човек станува мудар и мирен и се си доаѓа на своје место. Туку обични години, со сметки, со раници, со утра кога не сакаш да станеш и вечери кога си премногу уморен за да мислиш. Имаше денови кога бев подобар. Имаше денови кога бев ист како порано. Разликата беше што сега го знаев тоа. Секој пат кога ќе изважев малку, секој пат кога ќе премолчев кога требаше да зборувам, секој пат кога ќе одберев полесен пат на место, поправеден. Немаше гром од небото, само тивко чувство дека сум го видел овој крстопат и порано. Понекогаш го сонувам градот што личеше на мојот, понекогаш светлината, поретко ѓаволот. Ама кога ќе се појавеше, секогаш ќе ми речеше истото. Се уште се трудиш, гледам, но дали ќе успееш? И ќе се разбудив со чудна мешавина од срам и благодарност. Една есен телото почна да ме издава. Не драматично, полека. Како стара куќа што почнува да крцка пред да се сруши. Докторот беше љубезен, премногу љубезен. Ќе направиме се што можеме, рече. И јас кливнав, знаејќи што значи тоа. Ноќта, кога болницата повторно стана тивка како дно на океан, го почувствував истото, олеснувањето, тежината, таа позната празнина меѓу два ѕида. Светлината не дојде веднаш, ни сенката, само тишина. Потоа прашањето, истото, секогаш истото. Што мислиш дека заслужуваш? Овој пат не брзав да одговорам. Го видов мојот живот како што беше, не како што сакав да биде. Ги видов луѓето што ги сакав подобро. Ги видов и оние што ги повредив. Ги видов сите обиди и сите падови. И за прв пат не се обидов да се оправдам. Не знам, реков пак, ама се обидов повеќе од минатиот пат. Тишината беше топла, не како пофалба, како прифаќање на искрен одговор. Светлината се појави, и патот, и просторот што не е простор. И некаде на работ, сенка што личеше на познато лице само ми намигна и рече: приказните со вторчин секогаш ми се омилени. Се насмеанав и направив чекор. Не затоа што бев сигурен каде одам, туку затоа што конечно не бегав од тоа што сум бил.